Здраво, јас сум Камилија Каракашев. Имам 11 години. Учам во основното училиште ВД3 во Скопје и сум 5 оделение. Денес ќе ви раскажувам повеќе за книгата Исидора Мун од Ина Панајки. Ликови во оваа книга се Исидора, мајка и татко и, сестри, розовото зајче, другарчињата од училиште, билетарот на Панајгерот и луѓето на Панајгерот. Тема во оваа книга е Панајгерот за луѓе. Исидора Мун е половина вампир и половина самоула и таа едно утро, како одела на поедок во ходникот кај вратата, видела лист, а на него пишувало: "Добре дојдовте на Панајгерот за луѓе." Таа ги замолила своите родители дојде на Панајгерот за луѓе, меѓутоа многу интересирал. Родителите рекле дека ќе размислат. Таа, кога отишла на училиште, другарчињата уште повеќе зборувале за Панајгерот. Сите имале некоја желба на што ќе се возеле, што ќе правеле на Панајгерот. Таа, како се одела некај дома, уште повеќе се отворила желбата за да оди на Панајгерот. Дома родителите рекле дека можела да оди, но тој ден ќе дошле и незините братовчеди Мирабела и Вилбург. Исидора предложила и они да одат. Тој ден кога дошле Мирабела и Вилбург, тргнале да одат на Панајгерот. По пат Исидора ги предупредила мајка и братовчедите да не прават магија на Панајгерот. Тие кога дошле на Панајгерот се вознемириле, бидејќи многу поубаво го замислувале Панајгерот. Немало луѓе и се било искршено. Кога отишле да земат кај билетарот билетарот се воодушевил како дошле луѓе, бидејќи одамна не видел. Тој им рекол дека немаат доволно буџет и немаат пари за да ги реновираат работите на Панајгерот. Тие земале билети и кога отишле на тркалото, над количките на шолите, на се нешто ставале магии. И така од најлоши работи станале како нови сите работи на Панајгерот. Полека доаѓале се повеќе луѓе. Исидора не сакала да прават магии, но се смирила кога веќе доаѓале и се полнала Панајгерот. Тие веќе биле при крај и скоро се пробале и на се ставиле магија и таткото предложил да одат на куќата на стравот. Таму кога на вратата имало духови, братовчетка и Мирабела ги оживеал. Тогаш тие почеле да одат и да ги плашат луѓето. Луѓето со викотница се оделе и се дереле на цел глас. Ако сакате да знаете што се случило понатаму, дали успеале со магија да го решат овој случај, прочитајте книгата Исидора Мун од Ина Панајки од авторката Хариет Мукасте.